Пријатели, сите поздрав! Ние пристигнавме на дирижабледром во Киржат. Ова е ковачница, каде што тие инженери, кои ќе се занимаваат со реализирањето на новиот проект, новите технологии, претходно се занимавале со тоа. Денес ќе прошетаме со нив низ овој дирижабледром. Тие ќе ја раскажат својата приказна, со што се занимавале тука, што всушност било многу технички моменти, бидејќи наоѓајќи се блиску до апаратот, може да се разговара за нешто поконкретно. Исто така, тука во Киржат сега има младо поколение дирижаблисти кој го предводи Аркадиј од Балманка. Аркадиј се занимава и со дирижаблите, работи на подемот на стратосферски апарат. Наскоро тој постави рекорд на Русија. Тие за 4 дена пролетале од Подмосковје до Бајкал. Воопшто, стратосферниот апарат се смета за одличен, ако може да извршува својата задача повеќе од 24 часа, а тука беше 4 дена, тоа е наш рекорд. За тоа исто така ќе разговараме за стратосферата за балманците. Со балманците, со Аркадиј скоро ќе ве запознаеме, ќе излезе посебно интервју. Таму ќе разговараме за тоа како во блиска иднина ќе ја реализираме мисија за лансирање. Ова е Артем. Може да собере термодрен реактор дома и да ви објасни на прстите како функционира, но повеќе преферира научни термини и англиски јазик. Со Руслан сите се запознаени. Руслан знае да произведува производи кои се поевтини од сите останати аналози и поквалитетни. Дури може финансирање да го најде. Разработувач на различни конвејери, линии, механизми и уреди. Што е поврзано со производството. Сега некако така се случи. Сите му се јавуваат на Руслан и го молат да учествува во тоа. Па и Денис, подземната кличка брода. Оваа личност може да испрати порака, седејќи во својата кујна, некаде на Плутон, Јупитер и назад по радиосигнал. Да, сам ги прави сите овие инсталации. Основната насока е силова електроника сврч, радиоврска наносеквенци. Во него сега се наоѓа најголемиот плазмен тороид во светот. Тоа е кога во стаклената колба се создава таков плазмен бублик и стабилно виси. Да, и воопшто е кул тип, има свој YouTube канал со 25.000 претплатници. Многу се навредува што напредовите научни, така да кажам, на фронтот претплатниците се малку, така што ставаме тука линк, претплатете се на Денис, гледајте експерименти. И јас исто така работам со него, не, с многу ми се допаѓа, се возбудливо и наскоро ќе градиме вселенски мотор, но тоа е во рамките на хоби. Ќе покажеме. Молчим, па, додека сме тука, да зборуваме малку за стратосферата. Парњам стратосферата им е интересна и своји идеи накидуваат. Има научен соработник кој е поврзан со космосот. И еве, во таква интересна, тесна колаборација, наскоро ќе покажуваме многу забавни експерименти. Ќе водиме директни преноси од таму. Ќе спроведуваме експерименти. Денис ќе се обиде да запали северно-синие над Москва. Обавезно претплатете се на него, дел од содржината ќе објавуваме исклучиво на неговиот канал. Како можете да се вратите во местото каде што порано бевте? Тука е убаво. Тука може да се работи и работи. Тоа што го создадоа ова место е исто така определено достигнување, например, исто така и. Тука можете да најдете можност да летате со реактата Аурус. Тука таа слободно се сместува. Значи, овде елингот е разделен на два, за два дирижабли. И овде ќе се смести. Да, два дирижабли. Еден таму, еден тука. Да, две аеројахти. Може ли да се процени големината на јахтата вака? Ако се заглави, например, во таа ѕид, до каде ќе биде? Директно во целиот ангар. Или со половина, или со половина. У тоа е убаво, тоа е убаво. Тука кај нас дури и беше сместен дирижабл со волумен поголем од Ил-30, следниот кој планиравме да го направиме во иднина. Еве, беспилотен најголем во светот, најголем во светот. А, значи, во целина, како што се вели, може да се продолжи, но тоа веќе, ако, така да кажам, бидат потребни некои дирижабли со многу поголеми размери.
Затоа, најверојатно, за следните сите дирижабли ќе бидат потребни веќе големи алинги. На Аерохтеаурус ќе може да се решат сите прашања за незината експлоатација, како што се фабриките, излезите од елингот, пристаништата и базирањето на ограничени површини. Но тоа е најдобро да се направи во новото веќе. Па, се е подобро да се прави ново. Да, еве Александар Николаевич вели дека ќе изградиме посебен елинг за летаечката јахта, ќе биде приближно истите димензии, но ќе има функционален покрив. Ако тука покривот е обичен, таму ќе има специјално пристаниште, каде што ќе слета летаечката јахта, ќе се пуштаат и ќе се лансираат патниците, таму на верандата ќе има ресторан, со што ќе ја усовршиме технологијата и ќе му покажеме на светот дека дирижаблот може да слета на покривот на зграда. Во центарот на градот тоа е безбедно. Кул, прекрасно, никогаш не било такво нешто. Дајте да зборуваме малку за ова место. За нашите идни блиски лансирања на мали апарати во стратосферата, со ова треба да се реализира од тука, колку што разбирам. Тука има дозвола за лансирање. Па, не е задолжително. Тоа значи, стратосферските лансирања се изведуваат од било кое место и без огледна. Тоа значи, овие стратостати што сега се лансираат се главно латексни сонди и мали, со маса до 1000 кубни метри обвивки се распакуваат буквално во полето од било кое место и можеме да ги пренесуваме во патнички автомобил. Може ли да се раскаже за оваа процедура за дозвола? Тоа значи дека треба да прашам некого. Ако сакам да започнам. Па, работата е во тоа што тука има аеродромска регистрирана платформа и на секој аеродром има воздушен простор, каде што лесните авиони до висина од 2 километри се искачуваат. Без никакви проблеми, без никакви прашања. Но обично, кога летавме со дирижаблите, ние за тоа известувавме, имаше уведомителен ред. Потоа тој леташе понатаму, но диспетчерската служба тука тоа обезбедува. Што се однесува до лансирањето во стратосферата, оваа прозорец треба да се добие дозвола секако. И воопшто, сите прашања за разрешување на аерофотоснимките со дирижабли, тоа се занимаваше Игор Николаевич Куликовски. Организацијата, тие токму тоа го владеја. Тоа е одредена номенклатурна работа, која треба да се владе. На човекот кој не е запознаен со неа, ќе му биде тешко да ги усогласи сите овие работи. Исто така, тоа важи и за лансирањето во стратосферата. Запуски во стратосферата кај нас се изведуваат во аеролошката лабораторија, каде што секој ден стартуваат до 1000 балони на познатите локации и тие постојано известуваат за тоа. Но тоа се кратки прозорци и кратки летови, например. Долги летови сега ретко се изведуваат, иако понекогаш се случуваат. Тие се спроведуваа интензивно во советско време, потоа некое време подоцна. Сега со овие сите стратосферни летови се занимава група ентузијасти кои работат таму веќе неколку децении. Во основа тоа се образовни програми, различни експерименти, научни истражувања. Ова се главно латексни сонди кои се испраќаат со свеќа на висина од 30-35 км, 40-35 км. И по прекинот, опремата се приземјува на земјата, на падобран, а ја наоѓаат преку тракерот. Тие имаат потребна опрема и имаат големо искуство во добивањето дозволи. Главниот прашање: енергетиката, стратосферата, таму има многу сонце, тоа не. Е затенето со ништо. Сончевата батерија, ние веќе имаме. Искуство во развојот на добри сончеви батерии, и лесни, и во светот тоа постои, а сега се појавуваат нови технологии. Во врска со новите соларни панели, Артем има идеи. Делумно е разработен технолошкиот процес, како може да се нанесе батеријата директно на обвивката. Аеростатот рече дека генерално задачата е решлива. Постојат едноставно такви критични технологии. Тоа се флексибилни соларни фотоволтаици. Флексибилните фотоволтаици воопшто, тоа е пробивна насока, бидејќи многу лесно ќе може да се нанесуваат на било кои објекти, на автомобили, на покриви и најважно, на дирижабли. Почетно се предвидува да се прават мали аеростатски апарати, кои имаат можност да се движат само во текот на денот, но и во текот на ноќта, како и во текот на вечерта.
и управливоста на апарат ќе му возможи да поминува околу 1000 километри во текот на денот во однос на воздухот. Тоа значи дека движејќи се околу земјата со струите, како што реков, таму аеростатот, таму конјуков, на пример, пристигнал за 7 дена околу земјата. Ако е на екваторот, тогаш тоа може да биде до 14 дена, можеби 20 дена да се прелета. Овие апарати се одлични, но она што го правиме со Александром Николаевичем Кирилом се многу посериозни апарати. Тоа е за подолг рок, а овие се мали чекори, по кои од мали апарати ќе дојдеме. До неверојатно моќни стратосферски платформи, зад кои дефинитивно е иднината. И ние вчера разговаравме со Кирил многу продуктивно и имаме предлог во основа целата стратосферска приказна да ја развиваме на оваа база, каде што денес дојдовме. Ќе разговараме за тоа со шефовите база со собствениците. Мислам дека им е тоа многу интересно. Веќе разговаравме овде и со администрацијата на општината. И тие се сите за. Сите сакаат да се занимаваат со воздухоплавање и стратосфероплавање, така што ќе биде многу интересно и кул. Да, токму така целта на Александра Николаевича е да создаде дирижабл кој ќе биде целосно управлив, ќе има голема брзина и голема енергетска способност. Со техничките решенија, што сите ги поддржуваме, тие ќе можат да го затворат небото. Над земјата и во светот можат да добијат огромно распространување, бидејќи ќе станат надежни стационарни платформи, кои секогаш можат да се спуштат, да се замени опремата, да се поправат и да се експлоатираат од земјишните бази. Повторно, секогаш, ќе можат да се спуштат, бидејќи располагаат со моќни енергетски инсталации и да се снимат потребните ситуации одблизу. Со висок квалитет кој е недостижен од космички височини. Да се мониторира и пренесува различна и важна информација. Добар ден, јас сум Зубкевич Вади. Некогаш бев главен конструктор на овој проект. Дирижабл Л-30, за жал, кој сега не лета. Од нив останаа само 2 гондоли, тука стојат плинги и тука се гледа оперението, стојат плановите за оперението. Всушност, гондолата е поставена многу повисоко. Таа е на носачот на шасијата, односно подот на гондолата е на приближно 1 метар од површината на земјата, така што аголот на наклонот на степенките е правилен. Сега е малку неправилно, бидејќи тоа е и врата и истовремено и скалите. Не може да се отвори до крај, но ние ќе се искачиме. Ништо страшно во тоа нема. Ние влегуваме внатре. Дирижаблот беше проектиран како летаечка лабораторија. Тоа значи дека беше лабораторија која извршуваше целосен мониторинг на високонапонските линии за пренос на електрична енергија. Тука стоеше скенира, кој за време на летот овој отвор беше отворен. За време на летот тој правеше целосно скенирање на подстилачката терен, односно целосно картографирање на целата терен каде што стоја линиите за пренос на електрична енергија. Тука седеше операторот на телевизиската глава, ова е неговото работно место. Ова е одвекувачката маса и тој правеше многу детални фотографии на секоја поддршка на линијата за пренос на електрична енергија. Инаку, скенира може дури да мери прорезот на проводите. Тоа значи, меревме растојанието помеѓу проводите, од високонапонските проводи до земјата. Арестувани, растителноста подолу, ова е местото за одмор. Тука операторите работеле по смени. Тоа значи, некој работел, а некој во тоа време седал одмарал. Понатаму преминуваме во техничкиот одсек. Еве го резервоарот за гориво од 650 литри на овој камион. Тука имаме главен распределителен електричен панел. Горниот дел беше обвивка на дирижаблот, можеше да се погледне. Во принцип, можеше да се види нешто. Овде овој отвор се отвораше. Сега е едноставно отворен, отстране. На врвот имаше така наречен астродом. Тоа беше полусфера од плексиглас и можеше директно внатре во обвивката да се погледне. Состојбата на баланетите.
Пријатели, се наоѓаме во гондолата на пилотските места на апаратот. АУ-30. Со нас е Зубкевиќ Вадим, главниот и најважниот конструктор на овој апарат. Разбирливо е дека оваа гондола веќе е напуштена, не лета во таква состојба, но имаме човек кој сега ќе ни раскаже за сето тоа и ќе ни покаже. Приведете екскурзија, но предходно, Зубкевиќ Вадим, раскажете, ве молам, за новите апарати, за која линија ќе бидете одговорен, што ќе биде тоа, колку ќе се разликува од она што беше порано. Па, јас ќе бидам одговорен за големиот апарат со носивост. Во различни варијанти од 10 до 20 тони. Тоа ќе биде многу голем дирижабл со цврст корпус, со волумен од 60.000 кубни метри. Ова ќе биде сосема друг дирижабл, бидејќи и димензиите и приборното насение. Тоа е приближно како да се споредува авионот Ан-2 и современиот Airbus. Ова ќе биде современ летечки апарат. Со голема дистанца, со долга траење на летот, со современа инструментална кабина. Тука да е таква приборна кабина. Не, таа е нормална, таа е одлична, се е проектирано. Ми подсетува на Буранот, седе во Буранот, гледам тука. Навистина е помало од но стилот, показометри советски. Не се сите советски, тука има и увезени уреди. Овие уреди на погонската инсталација се чешки, бидејќи моторите се чешки, затоа се тука, но останатите уреди се домашни, советски. Ова е проект од 2004 година, веќе 20 години назад. Тогаш проектот беше планиран така, сега е на современ начин, сега е око. Стаклена кабина с наекрани. Тоа значи минимум стрелочни инструменти. Панели на кои се програмира и се прикажува целото потребно оборудување кои можат да се листаат. Наскоро станав среќен сопственик на права и автомобил и сакам да кажам дека понекогаш овие стари инструменти со стрелки се навистина дури и подобри, поубави за окото, отколку да се гледа на екрани. Сепак, можете ли да раскажете за доверливоста, бидејќи стрелочните показометри се понадежни? Не, сега се многу сигурно, сега се дуплира и дури. И современите инструментални таблина, екрани се направени, тие се многу сигурни. Таму има тројно дублирање и по сигналот, и по напојувањето, например, и по безбедноста. И ако случајно излезе еден од таблетите во уредот, сето тоа може да се прикаже на друг таблет. Се е сигурно. Се проектира според авиационите норми, постојат специјални норми за моторите, за приборното опремување, за софтверот. Програмската опрема, ова е сега последниот документ до 160. Се опишани сите нормативи, сите етапи, кои треба да ги помине развивачот, за да функционира и никогаш да не откаже. Еве, во рацете држите, ова се рудите, ова е управувањето со моќноста на моторите, десниот и левиот соодветно, ова, тоа се аглите на свртување. Макогондон до 120 степени од хоризонталата, тоа, значи малку дури и назад, може да се управува, да речеме, со различно оптоварување. Тоа значи дека можеме да се свртиме. Значи, ние висиме вертикално, тој лети пренатежен, висиме вертикално. Потоа направивме така и можеме да го свртиме. А можеме. Вака да го свртиме, тоа значи дека е за управување при мали брзини, кога управувачите аеродинамички не се ефикасни. Ако малку се свртиме вака, да ја ставиме раката, ова е управувањето со рудите. На големи брзини може. Какви големи? Веќе повеќе од 8 метри во секунда. Нормално се управува со управувачите кога лета. Тоа е кога целосно сме во режим на пролет, проба да се игра со ова. Инструмент табла ја прикажува положбата на сите 8 управувачки површини. Тоа значи дека можете да видите во 4 сите стабилизатори коренски, крајни, управувачки површини. Супер, а ова, разбирам, е радија, за да се означи твоето полетување каде одиш на некого. Треба да имаш врска, обавезно. И тоа по хеликоптерски, нели? Јас таковто полетувам од тамото, сакам тамото, давам висина и одам. Прво, транспондер. Тоа значи дека леталото не може да лета без транспондер. Ова е во автоматски режим. Ти постојано испраќаш сигнал за управување со воздушниот сообраќај со одреден број на твојот борд, твојата висина, насоката на движење плюс радиоврска, скако кај било кој летечки апарат. Не се разликува ни во што. Може малку повеќе да зборуваме за дизајнот. Ова е исклучително конструктивно и многу ефективно решение, максимално ефективно.
но ова решение е токму за овој апарат. Да, разбирливо. Прашање за иднината апаратот. Дали е можно да се привлечат познати? Извинете мо, Биди здрав, да се привлечат дизајнери за да биде како во салон на добар автомобил тука. конечно, тоа се решава. Истовремено работи и конструктор и дизајнер и секој летечки апарат поминува низ таков неопходен етап, како што е макетната комисија. Тоа е кога доаѓаат независни специјалисти и тие ја оценуваат удобноста и дизајнот. Тие не гледаат од аспект на естетика, туку од аспект на безбедност, за да му биде удобно на пилотот, за да може да види, за да му биде достапно, за да може лесно да стигне до рачки, до управувачки органи, за да може безбедно да го напушти своето работно место во случај на нешто и брзо да се врати на него. Макетната комисија е неопходен етап во создавањето на било кој летечки апарат. Во нашиот случај ќе има комисија во форма на инвеститори кои ќе доаѓаат и ќе ја оценуваат современоста и убавината. Ке кажам, инвеститорите се важни, но безбедноста е на прво место. Разбирливо. Тоа што е на прво место, но сепак, зборуваме за апарати од иднината. Конечно, сето тоа ќе биде направено на современо ниво. Дури малку забрза пожално. Сакам малку да ги претекнам, па да видиме што представуваат стабилизаторите. Еве го стабилизаторот на дирижаблот. Неговата вкупна површина е 25 квадратни метри. Во 2014 година се пренесува. Два управувачки погонски механизми стојат електраковски. Секој управувач е разрезен. Се добива коренска секција на управувачот и крајна секција на управувачот. Секој се отклонува независно. Кога ги отклонуваме крајните секции, кои се подалеку од осовината на обвивката, може да управуваме и со наклонот. Тоа значи дека дирижаблот малку има тенденција за нишање по крен, треба да се парира за да не се ниша. Па, еве тука. Организацијата функционирала. Летечкиот состав, сите други вработени тука јаделе, одмарале и работеле исто така. Диспетчирале за летовите, кога заминуваа во лет, дополнително исто така. Да, тоа сум јас што сам печател, предавал во печатот овие. Ова е дирижаблот А30. Во лет, кој? Леташе на Aviamax. Со рекламата на Розоборан Експорт, а понатаму и големиот растителен комплекс од 10.000 кубни метри, кој беше во провинцијата. За Кина по договорот на Розоборан Експорт. Сето ова го направи Авкур, оваа обвивка од 10.000 кубни метри. Тука е радарниот комплекс и копнениот комплекс. Сето тоа беше главната организација, го развиваше питерската организација, сето тоа им беше предадено, тие имаат неколку комплекси, беше ставено во употреба. Потоа, значи, тие веќе почнаа сами да прават своји аеростати и не се обраќаа кај нас. Па, работата беше завршена и успешно предадена, а контактите останаа доволно добри со нив. Пројдете да видиме ги просториите за работа личниот состав базата. Тука е медицинскиот пункт. Има канцеларии за работа на вработените. Се е опремено со мебел. Соба за одмор. Одделни канцеларии се отворени и достапни за користење во секое време. Тука е собата за одмор. Работна кабина. Во оваа просторија живееле и работеле пилотите и штурманот, кои биле одговорни за управување и навигација на леталото. Минијац, кабинет на инженерите за авиација. Еллинг, чие градење започна.
Во 2004 година и некаде во 2005 година веќе беше завршен и не чекаше нас да започнеме да собираме дирижабли тука. Значи, должината на оваа дел 70 метри, висината до таванот е поголема од 20 метри, но судам по вратите, бидејќи вратите се 19 метри високи и ширината, според моето мислење, им е 20 метри. Тоа значи дека дирижаблото L-30, кој има волумен од 5200 кубни метри, се смести. Тоа значи дека собирањето тука беше доволно удобно. Во принцип, овој е L-Link. Овој размер на секцијата дозволува да се собираат дирижабли со волумен до 8000 кубични метри. Тоа значи дека може да се изгради дирижабло од 8000 кубни метри и да се изгради тако. Овој лежиште зазема положба во правец на ветерот. Ветерот секогаш му дува во нос. За секој проект имаше свој главен конструктор. Овој конкретен проект го презеде Максим Салахов. Ова е многу сериозна работа и воопшто е злосторство што беше оставено, не беше доведено до крај.